Продолжува собраниската седница за владината реконструкција, попладнево дебата меѓу власта и опозицијата околу новите предложени министри. Тамара Дичовска ја следи седницата, кои се последните детали. Така, кандидатот за министер за локална самоуправа Иван Стоилковиќ упатувал навреди и закани кон пратеници од СДСМ и за малку ќе дојдело и до физичка пресметка. Со овие обвинувања излегува од пратеничката група на СДСМ на вонредна пресконференција тука во собранието. Бараат од председателот на собранието Африм Гаши извинување бидејќи не се почитувал етичкиот кодекс и не станувало збор за демократија кога на собраниска седница се упатуваат вакви навреди како од кандидатот за министер за локална самоуправа, така и од премиерот кон пратеници на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Во продолжение го слушаме координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски неговото излагање. Доволно е само да ги видите двата говори, односно двете реплики на председателот на владата, во кој што се обраќа кон пратениците како мизогени, како палири и така натаму. Тоа апсолутно е нешто кое што е навредливо и нешто кое што како дел од омразата може да продуцира и насилство. А второ, за среќа можеби беше спречен физичкиот напад веднаш после прекинување на седницата, во која што кандидатот за министер упати, закани и пцовки кон двајца пратеници на СДСМ кои што ги именува. Тамара, попладнево прилично жестока дебата во парламентот. Како се случи, како дојде до оваа состојба? Да, всушност на ова му предходеше излагањето на премиерот Мицковски, кој што кажа дека пратениците на СДСМ сега зборат против кандидатот за министер за локална самоуправа Иван Стоилковиќ, но претходно тие го молеле кога требало да се менува името на државата, но тој секако не прифатил, додека пак од СДСМ со обвинувања кон кандидатот за министер за локална самоуправа Стоилковиќ дека токму тој правил пречеци на председатели кои што се на црната листа на САД, а преку српски канали се ширело и руско влијание токму во Македонија. Во продолжение ги слушаме и премиерот Мицковски и пратеникот од СДСМ Митко Тречулевски. Ајде сега околу српскиот свет и околу Иван Стоилковиќ. Не ви сметаше да трчате на бања да го убедувате и да нудите се и се што за да гласа за промена на името. Тогаш не ви сметаше Иван Стоилковиќ. Не ви сметаше кога трчавте по Скопје и по Куманово да го молите да коленичите пред Иван Стоилковиќ да гласа за промена на името. И знам дека ве одби човекот затоа што има карактер, има достоинство и сега се обидувате, би рекол во политички деминутив да му се обраќате на него и на владата која што ја предводам ја. Понатаму, не ви пречеше на Скадарлија да слушате под превезот на Отворен Балкан серенади до раните утрински часови како една од најголемите делегации што тогаш го посети Белград како македонска влада. Тоаш не ви пречеше. Не ви преча седенките, чеанките и пијанките во Охрид под Опен Балкан, покровителството и така натаму и така натаму. Не ми смета мене името Стоилковиќ, меѓутоа ми смета кога среде Скопје се пречекува Додик кој е на црна листа на Соединетите Американски држави што највисоки почести и кога патријархот српски ја навредува македонската црква и ја понижува среде Скопје целата Македонија. Понатаму кога кажувате за пофалбите, да, кога зборувате честно, треба да збориме честно и да кажеме и тоа што не чини, меѓутоа и тоа што навистина е коректно и што навистина се извршува својата работа. Благодарен, не ќе да ми биде никој за ништо. Меѓутоа, она што е факт е дека Иван Стоилковиќ станува губернатор српски на македонски 80 општини и она што е факт дека ова тука е новиот министер за земјоделие. Ова е новиот министер за земјоделие. Ова е патријархот Кирил и ова се случува во организација на фондација формирана од Владимир Путин. Пред
почетокот на собраниската седница за разрешување на старите кадри, односно оние 8 министри, премиерот Мицкоски ги пофали за добрите резултати кои што ги оствариле во текот на овие 2 години, меѓутоа смета дека е потребно освежување за подобри резултати, додека пак лидерот на опозицијската СДСМ на денешната пресконференција кажа дека станува збор само за козметички промени, односно само нови имиња кои што нема да донесат никакви подобри резултати. Во продолжение ги слушаме и премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Денес пред вас предлагам луѓе кои доаѓаат со различни професионални искуства, но со иста обврска. Да работат честно, одговорно и со чувство дека секој ден што ќе го поминат на функцијата им е дадено народот и му припаѓа на народот. Денес не барам од вас доверба за поединци, не барам доверба ниту за една политичка партија, барам доверба за продолжување на еден процес. Процес во кој државата повторно ќе се исправи на нозе, во кој ќе ги обновиме темелите, во кој покажавме дека повторно можеме да градиме, да создаваме и да победуваме. Ова е една реконструкција која што е само замена на имиња, едни луѓе со други. Од ова реконструкција граѓаните не може да очекуваат буквално ништо. Ама буквално ништо, исто како што не видоа никакви резултати и до сега од работата на владата. Нема еден сектор во кој што има некакви добри резултати, нема една група на луѓе во држава кои што видоа бенефит од оваа власт. Државата е целосно блокирана, граѓаните тонат во сиромаштија, цените растат без контрола, нема раст на платите, стандардот тоне. Ние останавме слепо црево на Балканот. По ползата од 1 час, само што започна седницата, од пратениците на ДУИ попара уште 1 час пауза, бидејќи не се почитувал етичкиот кодекс во текот на седницата, така што собраниската седница за разрешување и именување на новите министри би требало да започне некаде околу 20 часот, секако ние остануваме тука, деталите во 21. Благодарам, Тамара Дичовска останува во македонскиот парламент.